Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски учествуваше на состанокот на министрите за надворешни работи на процесот за соработка на Југоисточна Европа, кој се одржа во Софија во рамки на бугарското претседавање. Состанокот беше посветен на одбележување 30 години од формирањето на оваа регионална иницијатива, која се смета за една од најзначајните платформи за политички диалог и соработка во Југоисточна Европа. Темата на годинашниот состанок е заеднички компас за стабилен, безбеден и одржлив регион, 30 години регионална сопственост и европска аспирација. Во фокусот на дискусиите беа европската перспектива на регионот, заекнувањето на регионалната соработка, безбедносните предизвици, како и напредувањето на економската интеграција и конкурентноста во услови на сложени геополитички околности. Во своето обраќање Муцунски истакна дека процесот представува автентична и важна рамка за соработка, создадена и водена од земјите од регионот. Процесот останува една од највредните автентични рамки за регионална соработка. Тоа е платформа создадена од регионот, водена од регионот и одржана од уверувањето дека заедничките предизвици бараат заеднички одговори, истакна Муцунски. Тој се осврна и на актуелните безбедносни и геополитички предизвици, нагласувајќи дека европската интеграција добива зголемено стратешко значење во услови на војна во Европа, хибридни закани, сајбер ризици и енергетска нестабилност. Муцунски посочи дека проширувањето на Европската унија представува стратешка инвестиција во безбедноста и стабилноста на континентот, при што нагласи дека Западен Балкан мора да биде целосно интегриран во европските процеси. Во делот на економската и инфраструктурната поврзаност тој ја истакна посветеноста на инфраструктурата со посебен акцент на коридорите 8 и 10 како стратешки проекти за регионот. На состанокот беше потенцирана и улогата на Советот за регионална соработка во унапредувањето на економската интеграција и одржливиот развој. Како заклучок беше усвоена заедничка декларација со која се реафирмира поддршката за европската интеграција, добрососедските односи и заекнувањето на отпорноста и конкурентноста на регионот. Денеска официјално завршува учебната 2025-2026 година, која, како што истакна министерката за образование и наука Весна Јаневска, била подобра од претходната и обележана со повеќе новини во воспитно-образовниот процес. Таа нагласи дека воведените промени биле во интерес на учениците, наставниците, стручните соработници, како и родителите и старателите, при што изрази благодарност за нивната поддршка и прифаќање на реформите. Според неа, веќе се забележуваат првите позитивни резултати, што представува дополнителен мотив за понатамошно унапредување на образовниот систем. Јаневска им честиташе на сите основници и средношколци за постигнатите успеси и им посака пријатен летен распуст. Посебен акцент беше ставен на улогата на наставниците, кои, како што рече, остануваат најважниот столб на квалитетното образование. Во таа насока министерката информираше дека е донесена одлука за ново зголемување на платите од 7,5%, со што кумулативниот раст во последните 2 години надминува 20%. Додаде дека паралелно се работи на подобрување на условите за настава и работа, како и на унапредување на професионалниот и кариерниот развој на наставниот кадар. Важно е да останеме партнери во иднина, порача Јаневска, изразувајќи уверување дека заеднички ќе бидат реализирани целите од реформската агенда. Изрази благодарност и до родителите и старателите, нагласувајќи дека нивната улога е клучна во справувањето со предизвиците, особено со врсничкото насилство. Министерството за образование и наука, според министерката, ќе има активно работно лето, со повеќе значајни процеси, меѓу кои државната матура, уписите во средното образование, набавката на нови учебници, изработка на нови наставни програми, дигитализација и инфраструктурни инвестиции. Јаневска порача дека со задоволство од досегашните резултати институцијата продолжува со засилено темпо. Првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања Беким Сали ја отвори втората седница на мониторинг комитетот за инструментот за реформи и раст, на која учествуваа представници на Европската комисија, делегацијата на Европската унија, државните институции и граѓанскиот сектор и меѓународните партнери. Во своето обраќање Сали истакна дека Македонија останува целосно посветена на европската интеграција и на спроведувањето на реформите, кои, како што рече, носат директни придобивки за граѓаните. Тој нагласи дека европската интеграција представува стратешка инвестиција во стабилност, безбедноста и економскиот просперитет на државата, додека реформската агенда е клучна алатка за забрзување на реформските процеси и приближувањето кон Европската унија.
Сали упати благодарност до делегацијата на Европската унија во Скопје и до амбасадорот Рокас, како и до Европската комисија за континуираната поддршка во рамки на планот за раст за Западен Балкан. Според него, Македонија се наоѓа меѓу најуспешните земји во регионот во спроведувањето на реформската агенда, при што досега се обезбедени повеќе од 142 милиони евра преку инструментот за реформи и раст. На состанокот беше презентиран и напредокот во повеќе клучни области, меѓу кои реформата на јавната администрација, владењето на правото, дигиталната трансформација, зелената транзиција, управувањето со јавните финанси и развојот на човечкиот капитал. Учесниците ја потврдија заедничката посветеност за продолжување на реформите и ефикасно користење на инструментот за реформи. Министерството за финансии информира дека е извршен трансфер од 131 милион денари од централниот буџет кон Развојната банка, средства наменети за поддршка на реализацијата на проекти во домашните компании. Со овој последен трансфер, кој е реализиран на крајот од минатиот месец, вкупната сума пласирана во домашната економија за инвестиции од страна на компаниите достигнува 14,1 милиарда денари, односно околу 230 милиони евра. Од Министерството посочуваат дека ова представува 92% реализација на кредитната линија обезбедена од владата преку унгарската Експорт-импорт банка, чија цел е зајакнување на домашната економија и поттикнување на приватните инвестиции. Средствата се пласираат до крајните корисници преку деловните банки под поволни услови за компаниите. Каматната стапка изнесува 1,95% на годишно ниво, со рок на отплата до 15 години и грејс период до 3 години. Како што информираат од Министерството, вкупниот буџет за поддршка на домашните компании изнесува 250 милиони евра, додека целокупниот инвестициски циклус се проценува на околу 300 милиони евра. Од ресорното министерство нагласуваат дека ваквите мерки имаат за цел да обезбедат поддршка за развој на приватниот сектор, зголемување на конкурентноста и поттикнување на економскиот раст во земјата. Силни експлозии ноќеска се слушнале на 3 стратешки локации во Иран, островот Кешм, градот Бандар Абас и округот Џаск, кои се наоѓаат до Шормускиот теснец, еден од најважните светски поморски правци за транспорт на нафта и газ. Според иранските државни медиуми, овие локации имаат клучно воено и стратешко значење, при што Бандар Абас представува најголем пристанишен град на југот на земјата. Џаск и Кешм се сметаат за дел од одбрамбената инфраструктура во регионот. Во исто време, ирански извори тврдат дека американски воздушни напади погодиле цели во јужниот град Сирик, при што биле уништени и постојки за десалинизација на вода и главен резервоар за водоснабдување. За овие тврдења не постои независна потврда. Американската војска се уште нема официјален коментар. Дополнително, иранската револуционерна гарда соопшти дека извршила напади со ракети и дронови врз американски воени бази во Јордан, Кувајт и Бахрейн, како одговор на претходни американски напади. Од американска страна официјален представник изјавува дека неголемиот дел од иранските ракети и дронови биле пресретнати пред да ги погодат целите. Неколку држави од Блискиот Исток, меѓу кои Египет и Обединетите арапски емирати, остро ги осудија иранските напади врз цели во Јордан, Кувајт и Бахрейн, оценувајќи ги како сериозно кршење на суверенитетот и опасна ескалација за регионалната стабилност. Паралелно со овие случувања, вооружен инцидент е пријавен и во Аденскиот залив, каде што вооружени лица отвориле оган врз товарен брод во близина на Бапел Мандеб, еден од клучните морски премини меѓу Арапското море и Црвеното море. Инцидентот дополнително нагласува зголемената несигурност на важните меѓународни поморски рути. Украински дронови го погодија историскиот музеј во Севастопол на Крим, соопштија локалните власти поставени од Русија, при што бил предизвикан пожар на покривот на објектот. Музејот е посветен на Кримската војна, засега нема официјални информации за евентуални жртви и за обемот на штетата. Гувернерот на Севастопол Михаил Развожаев изјави дека објектот бил погоден во напад со беспилотно летало, додавајќи дека непријателот ќе плати за ова злодело, без да даде дополнителни детали. Руски извори информираат дека поради зголемената закана од воздушни напади е намален ноќниот железнички сообраќај на Крим.
Во одделни инциденти, украински напади со дронови биле регистрирани во неколку руски региони, меѓу кои Самара, Ростов и Владимир, при што биле пријавени пожари во индустријски објекти и резервоари за гориво. Локалните власти во Ростовскиот регион соопштија дека остатоци од дрон предизвикале пожар во објект за складирање гориво, додека во Владимирскиот регион биле зафатени 2 индустријски постројки. Руското министерство за одбрана соопшти дека во текот на ноќта биле соборени 326 украински дронови, од кои дел биле насочени кон Москва. Независна потврда за овие тврдења нема, а Украина не ги коментираше деталите. Инцидентите се случуваат во период на засилени борбени действија меѓу двете страни, при што руските власти обвинуваат дека нападите врз енергетската и инфраструктурната мрежа имаат пошироко економско влијание, вклучително и намалување на производството на нафта и изголемени безбедносни мерки низ земјата. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност. Попладне ќе има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Ќе дува слаб до умерен наместа долж по Вардарието повремено засилен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 9 до 18, максималната ќе достигне од 25 до 33 степени. Во Скопје ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во делови од котлината ќе има услови за појава на нестабилност со краткотраен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 15, а максималната ќе достигне до 33 степени. Утре предпладне ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Од четврток попладне, ноќта кон петок ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.